Добар ден, добро дојдовте на панел дискусијата насловена "Ослободи го умот", која што ќе се фокусира на борбата против дезинформациите, пропагандата и хибридните закани. Денешни наши соговорници ќе бидат професорката Весна Поповска и професорот Владимир Пивоваров. Веднаш би почнале со првото прашање. Кои се клучните елементи во борбата против дезинформациите, пропагандата и хибридните закани во Северна Македонија? Да. Благодарам Лихран на поканата, задоволство е секојаш да се биде дел од активностите кои спроведува вашата редакција и фала ви за сето оно што го правите како редакција во едни многу предизвикувачки времиња по сите основи. Хибридната војна не е новост, да почнеме од таму и заканите од типот на дезинформација како дел од хибридната војна исто така не се новост. Тие добија на актуализација со руско-украинската војна, кога се случи нели де факто ованзива и кога де факто имавме сериозна копнена воена сила на терен, како придружни елементи. Но далеку предходно започна. Тоа се случуваше околу анексијата на Крим, тоа се случуваше со повеќе земји кои беа во своите демократски транзициони процеси. Тоа беше проблем и во Грузија, тоа беше проблем и со сите земји на источниот блок, скоро и на западниот Балкан, кои се прецепирани како поранливи. Од каде произлегува хибридната војна? Како теорија превземена во академска смисла, некаде 2013 се формулира доктрината на Герасимов. Герасимов е началник на рускиот генералштаб, чином си е уште активен, иако еден период беше ранен, можеби да ја повлече, не ме фаќајте за збор, кој практично зборуваше за ефектите кои може да ги имаат оние други невоени меки средства, кои практично се базираат на подкопување на либералните вредности како такви, затоа што либералните вредности се уште поголеми темели на нашите општества од овие физичките кои се поставени. Но и тоа не е ново, затоа што Герасимов својата доктрина наследи од Примаков, поранешен министер за надворешни работи на бившиот СССР. Исто така и на другата страна, на западниот блок, условно кажано на НАТО блокот, се разви така наречениот даен концепт Diplomacy, Information, Military Economy. Тоа се 4 сегменти на национална моќ или 4 инструменти на национална моќ. Така што некако паралелно одеше целиот тој процес. Како што се развиваше технолошкиот напредок, со развојот на сајбер доменот, овие борби или ова борба за надпревар се пренеси во сајбер просторот и често има дилема дали е тоа петта димензија на војувањето или е крос-катинг на сите овие 4 сектори да води измеѓу. Јас би рекла дека едното и другото се точни. Може да биде засебен момент на војување, засебна арена, но исто така и крос-катинг со сите други области, затоа што во економијата имаме електронско тргување, во делот на информациите имаме и електронски медиуми, токму таму мислам дека сме и најранливи како општество, затоа што ќе зборуваме малку понатаму, претпоставувам текот на разговорот. Само регулацијата кај нас доведе до еден друг екстрем, каде што практично се постави како нелојална конкуренција на регуларните медиумски професии. Ако тоа го одговара твоето прашање, ве како вовод? Ја спомна руската пропаганда, односно начините и кога започнува онаа хибридна војна, но ние не гледа, нели ја спомна и руско-украинската војна. Но ете ние имаме сега и нов елемент каде што Блискиот исток и така се разгорува, но не само на терен, се разгорува и на социјалните мрежи, во медиумите. Често гледаме и таму разгорување на страстите, особено ширејќи дезинформации и пропаганда за начинот и војувањето. Но моето следно прашање до професорот е кои се и колкави се капацитетите на нашата држава да се справат со тие предизвици? Благодарам на прашањето. Сепак за да дојдеме до конечниот одговор, ја малку би се вратил во историјата. Колешката сака малку да дополнам за информација, дезинформација. Ако пратите историја на создавање на сите разузнавачки служби и современи и најсовремени во светот кој денеска се наследници на тие служби, значи ќе забележите дека во нивната номенклатура секојаш имало одсек информација, дезинформација. Значи ова не е ништо ново, начинот тогаш не сосема друг. Значи преку медиумите, пишаните медиуми тогаш, немаше многу електронски медиуми, а нормално и преку оние единични државни електронски медиуми, службите каде што има интерес, од интерес на општеството, на државата, многу често го употребува овој начин на војување со, да кажеме, својот непријател, зависи кој е таргет на тоа. Меѓутоа, кога зборуваме за денешно време,
секогаш велев дека на моите предавања, на моите студенти, дека како осовременува електрониката, пред се информатичкиот сектор, значи така, ќе се создаваат добрите работи се за оние што ги уживаме ние како општество, меѓутоа и поединци кои се на друга страна на законот ќе ги користат за своји цели. Така и се случува ден денеска, меѓутоа она вие што го зборувате денеска е најнормално, сите служби, вклучително и нашите безбедносни служби, имаат посебни сектори, обучени, специализирани со посебна опрема за да може да откриваат и докажуваат кривични дела кои се случуваат од овој домен. Инаку, лажните информации денеска се секојдневие. Значи, прво треба да се прашаме како да ја препознаеме лажната информација. Првото препознавање на лажната информација доаѓа од можноста кога го читате текстот, кој е наменет за поширока популација, значи целта на лажната вест е да го креира јавното мнение. Зависи од која сфера доаѓа, дали е економска сфера, дали е политичка, дали социјална, дали е образовна. Значи, која ќе дојде до својата популација, таргет групата, која однапред е одредена, за тоа може покасно да зборуваме за ботови и тролови, како тоа се одредува. Значи, во таква ситуација, нивната цел е да го креираат тие јавното мнение, онака како што нив им е наложено од оној, значи овдека верувајте дека тоа не се хакери, него најсовремени информатичари со многу големо знаење, многу голема едукација, кои на специјален начин ги креираат своите замисли, кои им се дадени како домашна задача од нарачателот, и во таква ситуација, оно што денеска се повеќе и повеќе е користење на вештачка интелигенција, на роботи, кои може таа информација у многу поекспресно време, значи многу по-реално време, побрзо време, да ја споделат, отколку кога би бил еден човек позади таа направа од која ги креира лажните вести. Дали тоа сметате дека вештачката интелигенција ќе придонесе за уште поголема... Да, веќе праксата покажува дека со вештачката интелигенција многу полесно и многу побрзо се шири лажната вест. Како да ја препознаеме лажната вест? Секојаш лажната вест нема опипливи, конкретни податоци кои може да бидат проверливи. Значи, кога ќе биде некоја општа назнака, значи немате ни еден, ја зборувам секојаш од мојот предмет криминалистика, кога не може да прашате кој, каде, како, значи немате време, немате место, значи имате само една општа лавина. Тоа е у суштина лажната вест е како една мала топка снег која се тркала низ планината и прави една голема лавина, и таа лавина ја постигнува целта затоа што психички веќе е прифатена од популацијата. Меѓутоа и тука имаме две категории. Оние кои сака да ја проверат лажната вест и оние кои лажната вест им конвергира, односно им одговара. И тие ја прифаќаат како вистинита и фактички во натамошното движење на ова вест, односно креирање на јавно мислење, тие стануваат како дополнителна антена која веќе ги шири лажните вести, и суштината на ова е многу сериозна. Меѓутоа гледам дека нашето законодавство, јас сум секојаш, пошто дојдовме во таква ситуација, што поголема казна, повеќе ќе влие врз идните извршители и врз оние кои веќе го сториле кривичното дело. За жал гледате дека ние одиме со поблаги казни. Значи, ако сакаме да... Или речи си никакви казни? Па не би кажал никакви, меѓутоа секогаш би одел за одредување на казната врз основа на општествената опасност. Значи имате кривични дела кои имаат многу голема општествена опасност и логиката е да казната биде, пенологијата вели да биде што на подолг временски период, за да биде во функција на превенција врз следните можни извршители. За жал, кај нас тоа не се чувствува, не знам, не сум сигурен, меѓутоа јавно не објавија медиумите за барем оние лица кои учествува со VPN-ите од Македонија во заканите што беа кон образовните институции, кои се јавуваат у масовен обем, и не гледам дека има некоја санкција, што значи дека ако има некоја друга ситуација, некој има нарачил што добро ќе ги плати идните можни извршители, тие без проблем ќе се нафатат на таа незаконита дејност, затоа што гледа дека за претходните немало санкција. Да, не беа само училиштата, почна потоа и по моловите и по други институции. Потоа имавме исто така и лажни емайл адреси од институции кои што се испраќа на граѓаните.
Следното прашање може би за двајцата. Сакам само да довршам делот на нашата практика во тој момент. Значи, гледате, ако направите анализа, имаше одреден временски период. Имаше точно термини кога битни за државата, значи кога се одредува важни прашања, кога во државата пристигнува најважните бриселски функционери. Значи, се имаше своје темпо. Ништо не беше случајно. Значи, се беше добро организирано. И гледате, доаѓа еден период кога веќе немаме дојави. Да, токму тоа ми е и следното прашање, затоа што нас сега допрва не очекуваат сериозни промени во нели за измени во изборниот законник, за промена за внесување на бугарите во уставните измени. Така да, следното прашање е кои домашни ентитети може да ги издвоите како креатори, односно носители на дезинформациите, пропагандата и хибридните закани, кои што тоа може да донесе до сериозно нарушување на безбедноста и стабилноста на државата. Би дал предност на Весна, па потоа можете и вие да се надополните. Па, добро што го отворува прашање Дихра, не само заради темите што се специфични, туку заради тоа што следната година ние влегуваме во два изборни циклуси, тоа се претседателски и парламентарни избори. Изборите како такви се едни од најкритичните сегменти, дури постоеше известна дискусија и во Соединените американски држави во делот западните земји да токму изборните системи бидат дезигнирани како критична инфраструктура заради наливост, заради докажано мешање во изборите. Тоа се случи во Франција, во избори за Европски парламент, на изборите во САД, па дури и кај нас, ако се сеќавате, на последните избори имаше напад на веб страната на Државната изборна комисија и на агрегатот за вести, што значи дека никој не е имун и не можете од такви процеси сосема да се заштитите, дури ако ја дадете најдраконската можна казна. Но она што сакам да го пренесам како апел и покрај атрактивноста на ширењето на лажни вести како политичка алатка е дека пред се одговорноста лична, политичка и институционална е многу важна и дека ова се однесува на политичките партии без оглед дали се партии на власт или во опозиција. Имено, ако сте партија во опозиција или партија која сака да постигне определени политички поени, тоа не ви дава за право да користите сензационализам, национализам или лажни вести како алатка на политичката кампања, зашто тоа остава долгорочни штетни последици. Дел од тие центри на моќ се поврзани со определени електронски портали, електронски тип на медиуми, каде што практично се губи и одговорноста, немаме импресум, немаме уредник, немаме квалитет на вестите и практично тоа се мултиплицира. Така и преку социјалните мрежи. Социјалните мрежи колку што се добри и колку што се згодни, да кажам, сите се информираме на најголем начин така, без оглед на временската возраст, ако користиме различни канали спрема генерацијата на која припаѓаме, се user-generated content или содржина која е креирана од корисници. Многу е тешко тука да се воспостави определена мерка на приватност или ако се мерка на безбедност, а да не се навлезе во приватност. И секоја навлегување или обид за регулација потоа влегува во друг екстрем. Тако беше например случајот и со основачот на Телеграм кој не сакаше да тргува приватноста за ништо друго, Телеграм се користеше генерално и од криминални и терористички групи. Така што тој баланс или таа битка на вредности секако ќе остане, но наше е да колку што можеме не дозволиме да се стесни либералниот периметар уште повеќе со друг тип на казнувања, но и со некои механизми за контрола на квалитетот. Јас секогаш асоцирам дека само регулацијата за жал не е доволна на Западен Балкан за медиумите, барем не во нашиот случај, верувам дека ќе се согласиш со мене. Не велкам дека треба да има апсолутна регулација во медиумскиот простор, зашто тоа може да отиде на друга страна, на друг екстрем, но мора да се најде некаков баланс, буквално нешто што ќе биде quality control или quality insurance, нешто што ќе го овозможи квалитетот на вести. Друг важен сегмент се факт-чекерите или сервисите за проверка на факти, што се исто така многу важни, но обичаено поминува многу време од лансирање на некоја лажна вест до нејзината проверка и пласирање. Секогаш има некој таймлеп или некоја временско задоцнување. Ова особено се случува затоа што кога се работи со лажни вести, тие не се пуштаат инцидентно, еве сега има инцидентни случаи. Сега ни текнало дека ќе пласираме некоја лажна вест и дека сакаме, не знам, да кажеме дека ќе се вршат нуклеарни проби во Криволок, што нема врска и што не е никаде нели блиско, ама таков тип на вести беа или слични пренесени во периодот кога се одвиваше најголемата воена вежба од текот на месец мај, што беше далеко од вистината. Но постојат, особено оние малициозни центри на моќ, што ги спомнавме, што доаѓаат од Москва, што доаѓаат од други земји сојузници во оваа војна, се на стратешко ниво. И кога се на стратешко ниво, не ги ни чувствувате дека се случува никаква промена, тоа оди постепено.
се прави стратешка анализа, почне од нека минорна вест што се пушта како вистината, па на неа се налепува друга и потоа се доаѓа до нека тектонска промена за која не сме ни биле свесни како ни се случува. Затоа мора сме свесни за големата слика и затоа мора да ги гледаме работите малку пошироко, а медиумите буквално известуваат малку повеќе за важноста на сето ова што ни се случува. При тоа да не звучи како теорија на заговор. Професоре, вие каде ги детектирате тие домашни ентитети кои што предизвикуваат вакви? Значи не само кај нас, туку во цел свет, значи прва идентификација оди кон политички партии, како што каже колешка, без разлика дали се на власт или се во опозиција. Ја би сакал да зборам за еден конкретен пример. Значи ние како земја НАТО членка имавме обврска да учествуваме во прифаќање на бегалците од Афганистан. Тоа се сојузници кои таму работеле за интересите на западните земји, значи лица кои потекнуваат од домицилната држава од Афганистан, биле новинари, известувале од таму, или пак работеле во камповите кои биле стационирани на територија. И нормално дојде веќе првите денови до ликвидација во Афганистан на тие луѓе и хумано беше што Македонија ги прифати тие 279 бегалци. Меѓутоа, со одлука на владата беше назначено дека тие ќе бидат трансферирани во крајните земји, Канада и Соединетите американски држави, за одреден временски период. Значи, ние сме попатна станица. Тоа беше замисла на владата и тоа се оствари така. Меѓутоа, ако се сеќавате, значи, веднаш кога ова вест беше пласирана во јавност, што се случи? Веднаш почна лажните вести. Ке останат на територија на Македонија, не знам, талибанци ќе владеат со Македонија, ќе се промени националниот состав од државата, ќе ни ги земат работните места. Значи, некој од политички аспект, од тој спектар имаше интерес и ги пласираше таквите вести. Дали денеска, кога сите се заминати од државата, согласно она што беше програма на владата и меѓународниот договор кој имаме подпишано, значи сите заминаа, сега во Белви нема ниту една фамилија. Пред се тоа беше хумано. Второ, имаме и ние меѓународни обврски. Значи ги исполнивме. Што станува сега со оние лица кои пласираат таа лажна вест? Тука е главниот проблем. Значи пласирачите на лажната вест, тие се како риболовци. Ако фатам една риба добро, ако не фатам ништо, меѓутоа оние пласираат веста како таква и се отвори многу дискусија нели на социјалните мрежи, пред се на Facebook во државата, некој можев да ги следам, значи страшни работи се налепија на таа лажна вест и подршка давање од една страна, од друга страна се вклучија троловите и бидна еден хаос во овој медиумски простор, ако може да го наречеме Facebook, нели, каде што луѓето дојдоа да се завадуваат меѓу себе. Меѓутоа, суштината на се беше зошто кога завршува таа вест, кога е неточна, кога тој што ја пласира, никој не го повика да го прозове, да прозивка да му направи, да го праша, вие пласирав. А да е една таква вест, зборам за конкретен случај. Амо секој дневно имаме лажни вести. Не зборам од кого и како, меѓутоа од една страна, од друга страна, од владини, од невладини, значи се некој со некој интерес таквото нешто го пласира. Меѓутоа лошото е што тие лажни вести некако не преокупираат, вниманието ни го земаат, дали се работи за работното време, дали за просторот кој го поминувате, времето во домашниот простор, нели, дури у семејствата доаѓа до дебати што е исправно, што не е исправно. И тоа е оно што очекуваме во иднина да биде се повеќе застапено во нашиот живот. Тоа е реалност. Меѓутоа, вие кога зборувавте за контролни механизми, и колешката многу го кажа, од моментот на објавување до мен на проверка на вистинитоста на факти, значи изминува долг период, веќе е создадено некое јавно мнение за таквото нешто и доколку проверка на јавните факти вели дека тоа не е така, дека тоа е лага, веќе тие го посеја зло семе во почвата, односно во психата на нашите граѓани. Да, само да напоменам дека имавме и пратени кои што од собраниската говорница заплашуваше дека ќе ни дојдат 1 милион бегалци во нашата држава. Имавме од одредена партија каде што се собираа потписи против отварање на бегалски кампови. Само чисто колку да надополнам околу случувањата со бегалците, а се надевам дека нема да ја имаме истата слика повторно со оглед на случувањата во светот каде што секојдневно има некакви војни. Гледате дека
глобалните промени многу брзо сега се случуваат. Ако имавме хладен рат, што викаа србите, нели, и две страни, две сили, имаше некоја рамнотежа во светот. Сегашнава глобализација доведува таа рамнотежа да е избалансирана и затоа имаме многу страшни војни во, да кажем, веќе ја велам и Украина ни окружување, велам дека близко сме и до Израел и до Палестина, и во таква ситуација гледате дека сега кога зборуваме за овие војни, колешката го почна добро. Во војната веќе немате вистинита вест. Значи, ниедна вест која е таму пласирана не можете да ја проверите. Зборам она што е пласирана меѓу обичните граѓани кои се комитенти, да кажем, на таа вест. Меѓутоа, странскиве служби кои располагат со сериозна опрема, со сателити, значи, за некои настани можат реално да известат дека тој настан се случил. Многу често, ако се сеќавате за некои воени действија, имаше снимки кои отпосле се докаже дека не се од тоа место, дека се одсосема некоја друга војна на друг простор. Дури имаше за некои бомбардирање од Косово, што биле 99-та година, се прикажува дека сека се случуваат на друга територија. Меѓутоа, тоа се малку луѓе што може да го видат тој факт. Значи, тоа се луѓе кои живееле на овие простори, Косово, Србија, и нив им е познато тоа. Меѓутоа, кога го плаширате во светот ова информација, овие фотографии, значи, луѓето од Париз, од Лондон, не ја познаваат околината и велат, некој ќе каже, да, тоа е вистиното, други ќе кажат, чекај да проверам дали е тоа вистиното. Значи, тој период, тој простор, апсолутно е страшно нешто, а ова што велите за политичките партии. Значи, добро е што спомна колешката, една година не очекуваат. Меѓутоа, тоа не престанува само пред избори. Тоа трае перманентно. Секој секому сака да нанесе удар. Нели? Меѓутоа, веќе нема ферплей, туку има се е дозволено, и затоа одат така страшни вести од една страна кон друга, од друга кон трета. Значи, така се вртиме во еден маѓепсан круг, каде што многу ретко може да дојдеме до вистината, а у оној момент кога таа вест се пласира, значи таа има своји слушатели, кои преципира таа вест. И што се случува? Ако во неговиот мозок тоа е идеално и добро за него, тој без да проверува ја прифаќа како таква и натаму ја шири. Оној, иако е една вест вистинита, што не му одговара, дали поради политичка припадност, дали поради верска, религиозна, било која припадност, тој амблок ја отврла вистинитата вест. Ја игнорира. Значи, ние сме самите тие модератори кои треба да одлучиме дали ова вест е исправна, неисправна, со точна содржина и што може се да нанесе последици по општеството. Околу пуштање на веста, овие лица не размислуваат каква ќе биде крајната последица. Каде треба да се подобри функционирањето на институциите во однос на борбата против дезинформациите? Професоре, па може... Прво мислам дека треба да го смениме пристапот, менталитетот. Нашиот менталитет веќе во овој период, не знам, некако забегуваме со менталитетот, нели? Од друга страна, институциите во она што е закана директно кон државата, која доаѓа однатре, однадвор, на овој начин, мада во разговори со колегите кои се експерти по оваа област, кога се појавија кај нас овие дезинформации за бомбите, тоа сакав да ви објаснам една работа. Никаде во свет не се случил ни еден терористички акт кој однапред е најавен. Да, меѓутоа предизвика сериозна штета во општеството, зашто гледате дека интервјуата што ги даваат телевизии со родители на тие дечиња, дека се загрижени, дека се исплашени, и јас тоа го чувствам дека така е. Меѓутоа, гледате дека на крај од тоа се немаше ништо. Значи, целта беше остварена, тука имаме налогодавач кој треба да плати, тоа се или професионални или пак поединачни структури кои ги прават, ги шират ваквите лажни вести, затоа споменав дека денесното ера на роботика овозможува од лажни адреси илјадници да креира од илјадници места во еден момент. Значи, тоа ви е како да имате некој пушкометралец кој во една секунда изфрла 1000 куршуми. Значи, таму се е смрт, овдека се е незадоволство, разочараност кај луѓето, конкретно насоченост кон институции дека се нефункционални, не може да го откријат. Видете да ви кажем, од она што експертите го зборуваа, внимателно ги слушав, дека VPN адресата е многу тешко, односно невозможно. Ние велиме, не се способни македонските служби.
ама тоа се случуваше на територија на цел свет, во најмоćните земји, и во Русија, и во Америка, и во Англија, и во Германија. Значи, таму службите на крај не дојдоа до извршилот. Многу ретко се доаѓа. Значи, тоа е она што ерата на електрониката, развојот на информатиката денеска овозможува многу лесно да добиете некоја корист од тоа што вие сакате да го пласирате. Значи, прво менталитетот мора да го смениме, институциите секако технички, технолошки и едуцираност на луѓето кои работат таму треба да биде на многу високо ниво. Значи, ние зборуваме од овој аспект, од денешна дистанца за безазлени, да кажеме, закани со дојави за бомби. А што мислите ако имаме некоја во регионот повторно воена тензија, што би се случувало? Значи, секоја зафаќа својата страна. Во таква ситуација, зборам од делот на наука, мора овој простор да го поделиме овој период на неколку етапи. Нарачател, значи кој е нарачателот, кој ќе изврши задачата, извршителот, кој извршител мора да има подготовки, да таргетира целна група. Значи, немојте мислите дека он безазлено ја фрла информацијата било каде, пошто тоа исто како да фрлите на криволак една бомба од авионот, каде што, или ракета, каде што нема жители, ќе експлодира, меѓутоа нема повредени, нема. Овдека се бара точно групата која ќе биде таргет. Значи, се тоа подготовки, ништо не се случува случајно. Значи, они посакуваат на крај да ја доживеат својата цел, односно да влијаат врз јавното мнение на популацијата и второ да внесат страв. Тоа внесување страв, ако од политички аспект, значи дека власта не е способна да се справи со оваа безбедносна појава, и тоа го слушавме и во парламент, како што кажавте. Меѓутоа, ја би поставил, не сум политичар, едно контрапрашање. Ако ова е проблем, како вие ќе го решите овој проблем? Значи, никој не велат, ние ќе дојдеме на власт, ќе го решиме проблемот. Амо како? Никој тоа не го објаснува. Најлесно е да се критикува, најтешко е да се дадат аргументи и факти за надминување на конкретниот проблем. Професорке Поповска, вие како сметате дека треба да се подобри функционирањето на институтот? Сметам дека транспарентноста и институционална и лична е најдобриот одговор. Министерството за одбрана е една од посветлите точки кои може да ги земеме за пример, особено затоа што сме НАТО земја членка во последните 3,5 години. И сметам дека прво, значи, кога зборуваме за транспарентност, не зборуваме само за достапност на вестите, зборуваме за тоа каква веб страната е организирана, дека е reader friendly, дека е достапна за граѓаните, дека стратешките документи се објавени, дека навремено се ажурира, дека фотографиите се соодветни. Првите други институциите исто така имаат лична одговорност за лична транспарентност и за одговор на определени обвинувања. Доколку се случи некоја лажна вест, тогаш очекуваме брза реакција или од портпарол или од прв човек на институција и така натаму. Многу е важно начинот на кој овие вести се пренесуваат. Верувам дека новинарите кои се во студиото ќе се согласат со мене да се пренесе на соодветен начин, повторно како reader friendly, разбирлив за граѓаните и со соодветен квалитет. Не можете да објавите вест како новинар во која немате време, место, конкретни некои формулации, конкретни тези. Многу ми е жал што со добар дел од електронските портали се соочуваме со вести кои се буквално превземени од околината, copy-paste, дури на Google Translate преведено, и ти се чудиш што се случи и кога се случи. Не треба само да се потполни определена содржина. Кога се прават определени медиумски стори, тие треба да се подкрепат. Ако има обвинување некакво, да влезе истражувачкото новинарство на сцена и да заврши својата домашна работа. Така што тука се граѓаните, граѓанските организации исто така, зашто граѓанското општество е тоа што мора да е постојано будно. Тука се политичарите и тука се институциите, но тука повторно ќе речам и одговорноста и за вработените од институциите према своите вработени, од политичките партии за своите членови носители на функции за она што го споделуваат и што го прават, затоа што не треба некој да биде заштитен само затоа што припаѓа на определена политичка партија или група и да не се осуди доколку на собраниска говорница принесува лажни вести, шовинизам или сексизам. Ова е наша споделена одговорност. Јавниот простор е наша споделена одговорност. Така, на некој начин вие ми го одговоривте и последното прашање, кои се општествените чинители кои што може да се соочат со дезинформациите или да ги спречат на некој начин и дезинформациите, пропагандите и хибридните закани, па ако имаш уште нешто да надополниш или да му даеме збор на професорот. Професорот, па ако нешто пропушти ќе се надоврземе. Значи, кога зборуваме за институциите не се единствениот чинител кој треба да ја спречува оваа појава. Пред се велам, многу го каже колешката, совеста наша треба да биде таа.
Ако вие одбиете на лажните вести, тоа исто како одбиете на некоја глупост. И тогаш ќе сватат дека нема зошто и нема со кого да ја споделуваат лагата, и во таква ситуација тие ќе бидат деморализирани. Во обратна насока тие ќе бидат мотивирани, ако нивната лага помине. Проблем е кај нас, знаете што, правниот моментум. Значи го гледаме, го чувствуваме и никој ништо не превзема. Во кој дел? Значи, многу го каже исто, не да ја фалам колешката, меѓутоа, објавената вест се превзема. Тој што ја превзема веста, нема кривична одговорност. Тој што ја пласира веста, имаше кај нас еден куп портали со седиште во Канада, со седиште не знам каде таму, некаде Девичански острови, не знам каде, амо ние ја преземавме веста. Значи, мислам дека правно треба и коректно е тој што ја превзема веста да утврди веродостојност и да даде свое видување околу веродостојност, ја пренесе како веродостојна, како проверена или како непроверена. Значи, да има неколку класификации каде што примателот на веста ќе знае таа вест е проверена, не е проверена, или пак ланецот на оние кои се заинтересирани да ја шират веста. Ова е веќе модус операнди, начин извршување на тешки кривични дела. Ние зборуваме за општествени ситуации. А што се случува со поединци, со луѓе каде што им се објавуваат лажни вести? Ако вие сте честен полицаец, превземате мерки и действија како што треба, по законот, знаете што ќе ви се случи на социјалните мрежи. Се и се што ќе ви напише. Од убица до корумпиран до... И сега оно што не ве знае човек од Берово, од Делчево, од Гостивар, од Тетово, не ве познава. Значи, тој веќе има една емпатија, носи свое мислење, свој заклучок. Тоа е лошо кај луѓето, особено луѓето менаџери, кога се засноваат носење на одлуки само врз примената информација од една страна. Воопшто не го познавате човекот против кого оди таа информација, така? И најкоректно, пошто сум бил раководител во држава на неколку институции во битни времења, и значи секој сум сакал да разговарам и со двете страни. И многу умно е кога се зборува за информации кои се доставуваат, вие зборите за електронски пат. Вие знаете колку информации доаѓаат по пошта пратена, анонимка. По пошта пратена, некојаш и со име и презиме. Значи, веднаш се пристапува кон проверка на кој начин се повикуваат и едната и другата страна. Да дознаете вистината. Така се дозна вистината. Ако слушате една страна, вие веќе вашата перцепција создава заклучок, без да ја слушне другата страна, и се носат одлуки битни за животот, за кариерата на луѓето, што не е во ред. И тоа мора да се практикува. Значи, осим институциите кои имаат законска обврска да го штитат овој дел на пласирање на лажни информации кои однесуваат дали за личност, дали за институција, дали за државата, значи во таква ситуација тие нормално ќе реагираат. И едно мора да сватиме, како влада мора да сватат дека безбедноста чини пари. Безбедноста без пари заштита не може да имате. Не може да имате заштита без обучен кадар. Значи доциран кадар, професионален кадар, задоволен кадар, за да можеме колку е во нашите можности да спречиме одредени закани. Во денеска време, ерата на најсовремени за денеска, можеби ќе бидат утре застарени методи, нели, од ден тие се менуваат, меѓутоа го возможува да секојаш овие ваквите извршители на вакви дејанија се во предност пред самите институции, самите држави. Значи, ние го осознаваме нивниот модус, додека се спротивставуваме, го решаваме тој проблем, тие веќе имаат уште посовремен модус. Секоја се чекор напред со нови иновации. Во овој дел, да. Така, професорке Поповска, дали имате уште нешто да надополните или... Јас сум ви апелирала да продолжите да го правите тоа што го правите и да задржите дискусијата во фокусот, а се надеваме дека тековно ќе изнаоѓаме решенија како што изникнуваат нови проблеми. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам за учеството, а вас, драги гледачи, ви благодарам што ја следевте панел дискусијата, и ве поканувам на следната панел дискусија со нови гости, со нови теми, идеи и предлози од другите соговорници. Ви благодарам.